Колку општина Карпош ги практикува и ги почитува европските вредности? Ние како релативно, да кажам, ново раководство на општина Карпош и јас лично како најмлад градоначалник во моментот во Република Македонија, заедно со тимот кој што е комбиниран од поискусни до помлади и амбициозни луѓе, решивме уште на почетокот да покажеме еден нов начин на работење, кој што првенствено се базира на европските и западните вредности. Тука ако треба да истакнам, би ја истакнал транспарентност и отвореноста на општината. Впрочем, ние правиме редовни малски средби со отворен повик до сите граѓани да дојдат да си ги кажат проблемите и да дојдат да ги слушнат нашите идеи и замисли за нивната средина на живење, не за целата општина, туку токму за нивната населба и за нивната урбана заедница. Максимално во поглед на транспарентност и комуникативност со граѓаните и користиме социјалните мрежи. Јас сум и лично, а и службите активни и на Инстаграм, и на Твитер, и на Фейсбук во континуитет. И на тој начин, заедно со дел од граѓански организации, сега почнавме и два проекти за пријавување на проблем. Едниот е преку вебсайт, тоа е пријави.мк, и другото ќе биде наскоро со мобилна апликација, преку која што граѓаните лесно ќе сликаат, ќе означат на која адреса се наоѓаат, од која природа е проблемот и тој веднаш ќе биде распределен по службите кои што треба соодветно да одговорат. Дополнително, кога зборуваме за европските вредности, тука би сакал да ја истакнам и инклузивноста во процесите на носење на одлуки. Ние досега не сме донеле нови детални урбанистички планови за таму да ги вклучиме граѓаните, каде што секако ќе ги вклучиме, меѓутоа, иако беше краток периодот, од почетокот на ноември сум јас тука како градоначалник на општина Карпош, веднаш се зафативме со креирање на буџетот, кај што ги вклучивме граѓански организации, Национален младински совет, граѓански иницијатива на Точак и слични, кои што добар дел од нивните идеи ги имплементиравме и секако, ако треба да одвојам три, да речеме, транспарентност, инклузивност како европски вредности, би ја одвоил и нешто што при крајот не се случуваше на овие денови, тоа е солидарноста, која што како општина ја покажавме и према нашите соседи Грција, поради пожарите и слично, а и гледаме често пати да иницираме хуманитарни акции кога можеме, бидејќи тоа е прво една европска вредност и одлика, тоа е моја лична одлика како социјалдемократ и на крајот на криштата тоа е одлика на општина Карпош. Знаете дека општина Карпош е изградена од светската солидарност после земјотресот, катастрофалниот земјотрес. Од тука имаме многу улици кои што имаат имиња на некои светски држави или градови. Па така и во случајот со пожарите во Атина имаме и улица Атинска, која не потсеќа на солидарност на Грција во тоа време. Сега е момент ние да вратиме, нели? Тоа се тие европски вредности кои што и во Европската унија земјите ги држат да бидат солидарни и да бидат сплотени едни со други. Општина Карпош е стара општина, долги години е прилично урбанизирана општина, општина во срцето на главниот град на државата и природно е граѓаните повеќе да ги познаваат и почитуваат европските вредности. Од тука, кога имаме хуманитарни акции или во контекст на европските вредности би истакнал кога имаме повици за општествена одговорност, кај што ги повикуваме компаниите да донираат за граѓаните на општина Карпош и да излезат во пресрет. Имаме разбирање од граѓаните и од компаниите, меѓутоа морам да бидам малку и критичен кога зборуваме за европските вредности и особено ставаме акцент на здравата животна средина и зеленилото, секој треба да поиде од себе. За жал, ние како општина имаме многу работа во изминатите месеци со подигнување на смет и шут, кој што за жал се фрла каде ќе се стигне. Имаме многу работа со пишување на некој начин и на казни на несовесни граѓани, кои што не ја третираат соодветно животната средина и околината, во која што и тие самите живеат. Така да секој мора да поиде од себе. Не е доволно да кажеме декларативно да ги почитуваме европските вредности и да стигнеме до најблиското паркче и да истуриме една количка шут од тоалетот кој што дома сме го реновирале. Значи секој мора да поиде од себе. Тука пак сакам да искористам приликата, како во многу други прилики, да апелирам граѓаните да внимаваат, бидејќи и општината и општинските служби ќе бидат ригорозни и ќе казнуваат во овој дел.
А што се однесува до нашата работа и позитивен пристап кон зеленилото, јас сум лично и тоа ми беше последен подпис кој го ставив како пратеник во тоа време, подписник и подносител на законот за урбано зеленило, кој што на мое големо задоволство беше усвоен од собранието. Сега со носење на идните детални урбанистички планови целосно ќе го инкорпорираме тоа, одредена површина од секоја градежна парцела да мора да биде зеленило, доколку нема простор поради објективни причини тоа да се надокнади како вертикално или кровно зеленило или во блиската околина од страна на инвеститорот. Дополнително како општина имаме редовни акции, зелени офанзиви, едната ни беше на пролет, каде што преку 160 поголеми израснати веќе дрва насадивме. Не сакавме да одиме на концепт како што тоа се правеше претходно, да одиме на квантитет, на бројка, а всушност во реалноста да боцкаме стапчиња кои што потоа најверојатно нема ни да прераснат во дрва, туку да одиме на квалитет, на горе-доле пораснати дрва кои што веднаш го прочистуваат воздухот. Заедно со град Скопје ќе настапиме и СНВ. Тие се грижат за зеленилото на булеварите и покрај булеварите, додека ние, што би се рекло народски, го напаѓаме, односно ги напаѓаме површините меѓу зградите, односно го ревитализираме меѓу блоковското зеленило. Во контекст на одржување на здрава животна средина воведовме и дежурни служби за викендите, кои што треба да ја чистат општината, бидејќи наследивме поприлично неисчистена општина и ѓубрената ложено со месеци, да не речам грубо со години. Така да набавивме и ново камионче за подигање на смет. Ние нашето како општина ќе го направиме, меѓутоа мора секој да тргне од себе. Ако сите не си го чуваме местото каде што сите заедно живееме, нема општина, нема градоначалник, нема општински служби или државни или градски служби што ќе постигнат да го исчистат сето тоа што би се извалкало од граѓаните. Мора сите да тргнеме од себе и тоа што ќе го посадиме да го негуваме, и тоа што ќе го искосиме да го негуваме, и тоа што ќе го исчистиме, сите да се погрижиме чисто да остане. Дали овие акции можат да го надокнадат изгубеното зеленило и зелените површини од претходно? Преку ног нема тоа да се случи, меѓутоа тоа е нашиот таргет. Се што беше изгубено во минатиот период поради интереси на градежни компании и приватни сопственици да се надокнади. Доброто е што, пак ќе повторнам, законот за зеленило, кој што го усвои собранието, на кој што јас бев предлагач, веќе и законски ќе лимитира колку може да се уништува зеленило за некој да се остварува личен и приватен интерес. Меѓутоа, тука и ние како општина и град со планирањето, со носењето на детални урбанистички планови, можеме да работиме на таа проблематика, бидејќи досега се користеше, да бидеме искрени, приватниот сопственик кој што има градежно неизградено земјиште, нормално дека го интересира да се изгради на неговата земја. Меѓутоа, општината во минатите години интензивно вцртуваше градежни парцели и градежни маркички на површини кои што се државно земјиште и кои што во моментот биле дали средена и уредена, дали запуштена зелена површина, која што може да се уреди и да остане таква. Во моментов, заедно со град Скопје, Агенција за просторно планирање, изготвивме регулација за еден нов детален урбанистички план од таа страна на Илинденска, во кој што, да кажем, грубо 90% од државното земјиште го оставивме да биде зелена површина. Нормално, приватните инвеститори нека градат, тоа да биде хумано, да биде нормално, не дивијачко градење за туги профити, а државното земјиште е земјиштето на крајот на криштата, каде што може да подигаме нови зелени површини, бидејќи тој простор е веќе долги години напуштен и запуштен и девастиран. Дали општина Карпош има потреба од нови градби? Добро, во поглед на инвестиции во градба од страна на државата, секако дека ќе има потреба. Зошто? Бидејќи еве на потезите од Карпош кои што не се развиени, тој дел од Илинденска, тој дел преку Вардар, Касарнат, Илинденка и Зајчев рид, Бардовци, Злокуќани, тоа се делови во кои што допрва ќе се гради и ќе се развива општината, бидејќи нели нормално не може ниту општината, ниту државата да сопри и да каже од денес па натаму никој не може ништо да гради на крајот на криштата, и тој што има сопствено приватно земјиште има некои своји права. Не може да му кажете тука ќе ти ставиме лулашки на твоето земјиште и никогаш ништо нема да направиш.
така да приватниот сектор ќе продолжи нормално да гради. Наша задача како општина е да го ограничиме да гради, а при тоа да не наштети на постојните жители. А што се однесува до инвестиции од страна на општината, градот или државата, нормално дека мора да ги има, бидејќи каде што ќе се подигаат овие нови населби во неразвиените делови од Карпош, или мора да изградите училиште, мора да изградите и градинка. Мора да створите услови за тие нови жители, па така на овој потек, каде што споменав пред малку дека со Агенција за просторно планирање и град Скопје вршиме нова регулација со повеќе зеленило, драстично повеќе зеленило. Јас не знам во Македонија дали има градска четврт урбанизирана со толку зеленило по глава на жител, таму еве предвидуваме изградба на градинка и на училиште. Тие најверојатно нема да треба да ги направиме во овој мандат, бидејќи уште не е изградена населбата, меѓутоа еден ден ќе треба така да сега во деталниот урбанистички план предвидуваме изградба и на училиште и на градинка.